За една година, зградата на Евростандард поскапела за 3,7 милиони евра и се уште е во собственост на Фондот за осигурување на депозити. Може да се пресмета преку одговорите кои до Телма ги достави фондот. Во февруари 2024 година, кога граѓанскиот суд ја предал зградата на фондот како наплата за дел од побарувањата, централата на Евростандард вредела според судот над 8,4 милиони евра. Но фондот наредната година нарачал проценка која утврдила дека пазарната вредност на зградата е над 12 милиони евра. Зградата никој не ја користи во моментот. Зградата не е издадена под закуп, ниту се користи за сопствени потреби на фондот. Неколку од канцелариите ги користи стечајниот управник на стечајната постапка и режиските трошоци ги сноси стечајниот управник. Растот на цената не е објаснет, а со зградата биле покриени 12,44% од долгот на Евростандард кон фондот. Фондот ги намери и исплати сите штедачи на пропаднатата банка, односно сите депозити во висина до 30.000 евра. Оние што имале толку или помалку се обештетени со пари од фондот целосно. Оние со поголеми влогови се обештетени во висина од 30.000 евра. Зградата сега е нем споменик и дел од државниот капитал, но е во рамки на средствата на фондот за исплата и засега нема план за лицитација и продажба. Иако пред 2 години, пред парламентарните избори, имаше интерес за купување. Во овој момент неговата вредност е евидентирана како намирување на побарување кој е дел од резервите на сигурност за обезштетување на депонентите од банки или штедилници, кај кои настанал ризичен настан, тоест банки или штедилници кои се во стечај или ликвидација, на кои им е одземена дозволата за основање и работа од страна на Народната банка. Според одговорот од фондот, Евростандард во рамки на стечај должи се уште пари на фондот, односно уште над 15,5 милиони евра, а последната уплата била извршена во јуни оваа година. Минатата недела обвинителството поднесе обвинение против сопствениците Трифун Костовски и неговиот син Коста и поранешните менаџери во Евростандард, Николче Петковски и Зора Николовски. Сопственикот Костовски преку Facebook колумна обвини за непочитување на законот и обид на центри на моќ да го уништат со неиздржано обвинение во фингирана постапка за стечај. Обвинителниот акт, во кој четворицата се обвинети за предизвикување на стечајна банка, е во кривичниот суд на оценка.